Денеска православната црква ги празнува споменот на појавувањето на чесниот крст во Ерусалим, светиот маченик Акаки и преподобните оци грузиски. Спомен на појавувањето на чесниот крст во Ерусалим. Во времето на царот Констанс, синот на светиот цар Константин и патриархот Ерусалимски Кирил, утрото во 9 часот се појавил чесниот крст над Голгота, простирајки се до над Маслиновата гора. Тој крст бил посветол од сонцето и поубав од најубавиот Божилак. Сиот народ и верните и неверните ги оставиле своите работи и во страв и восхитување го наблюдувале тоа небесно знамение. Мнозина неверници се обратиле во верата Христова, а исто така и мнозина еретици аријанци ја оставиле својата злобна ерес и му се вратиле на христијанството. За овој знак патриархот Кирил му напишал писмо на царот Констанс, кој самиот навалувал кон аријанството. Тоа се случило на 7 мај 357 година. Така и во оваа прилика се покажало дека верата христијанска не е во светските мудрувања според човечкиот разум, туку во силата Божја покажана низ безбројните чуда и знаци.
Присяже Христе Боже, смертію смерть поправи, един си святия Троиці, спрославляеми Отцу і Святому Духу, спаси нас. Светиот маченик Акакий. Овој светител бил римски офицер во времето на царот Максимијан. Одговарајќи на суд за својата вера во Христа, тој рекол дека ја наследил благочестивата вера од своите родители и дека во неа се утврдувал видувајќи многу чудни исцеленија од моштите на христијанските светители. После големите маки, храбро претрпени во тракискиот град Пиринт, Акакий бил преведен во Византија каде што издржал нови маки, додека најпосле не бил со меч исечен. Чесно пострадал и се преселил во царството на вечната радост во 303 година. Преподобните оци грузиски. Во 6 век и на 200 години потоа, откако Света Нина го проповедала Евангелието во Грузија, Пресветата Богородица му се јавила на Јована, подвижникот Антиохиски, и му наредила да избере 12 своји ученици и да отиде во Грузија да ја утврди Христовата вера. Јован така и направил. Пристигнувајќи во Грузија, овие 12 мисионери биле свечено пречекани од кнезот на таа земја и соборникот Евлали и веднаш со ревност ја почнале својата работа. Народот се собирал околу нив во толпи, а тие го утврдувале во верата со голема мудрост и со многу чуда. Началник на сите овие христољубиви мисионери им бил светиот Јован Зедазниски. Нивните имиња биле Авит Антони, Давид, Зинон, Тадеј, Иса, Издериос, Јосиф, Михаил, Пир, Стефан и Шио. Со апостолска ревност сите тие утврдувале верата Христова во Грузија, основале многу манастири и по себе оставиле мнозина ученици. Така се удостоиле за слава на небесата и за сила на земјата. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления